Почитувани граѓани, во Делчево 2020 година ќе биде година на инфраструктурна офанзива, со која се решаваат децениски проблеми на граѓаните. Работиме плански одговорно и создаваме услови за реализација на проекти кои што значат подобар живот на граѓаните. Во овие наши цели, општина Делчево добива значајна и конкретна поддршка од владата на Република Северна Македонија. На стартот од оваа година, Делчево од владата преку Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка, а во рамки на проектот за поврзување на локални патишта и улици, за Делчево издвои 791.485 евра или околу 49 милиони денари, што се случува за прв пат во историјата на градот да се алоцираат толку средства за патна инфраструктура. Изразуваме голема благодарност до владата за оваа значајна поддршка и најавуваме изградба и реконструкција на патната инфраструктура во градот и населените места во општината. Работиме по приоритети. Добро ги знаеме проблемите на граѓаните и одреден дел решивме од тие проблеми. Но се уште во дел од населбите и во 21 век се гази по кал и се живее во прашина. Оваа слика мора да ја промениме и ќе ја промениме. Само со планско и одговорно работење и со сериозна поддршка и грижа од владата. Со овие средства ќе изградиме и ќе реконструираме голем број на улици во градот, но и во останатите населени места во општината, односно ќе интервенираме секаде каде што има потреба. Освен овие средства од владата, најавувам дека општина Делчево издвојува 12 милиони денари од сопствениот буџет за изградба и реконструкција на локалната патна инфраструктура. Исто така, сакам да истакнам дека е во тек тендерот со кој се бара најповолен понудувач за реализација на проектот за подобрување на општинските услуги МСИП-2, кој го спроведува Министерството за финансии со поддршка на Светска банка со подзаем во износ од 32 милиони 252.287 денари за реконструкција на 3 улици во градот, 2 постојни и една земјена улица. Станува збор за улиците Маршал Тито на потегот од касарната до Туршанско мало во должина од 743 метри, потоа улицата Вера Јоцич над гимназијата Методи Митевски Брицо со должина од 599 метри и улица 7 во населба Спортско-рекреативен центар, каде ќе се гради комплетно нова улица во должина од 290 метри. Во оваа прилика сакам да истакнам дека на крајот од минатата година со министерката Царовска потпишавме договор за градежни активности и адаптација на дел од училишната зграда во село Разловци за отварање на детска градинка и набавка и монтажа на опрема за градинката. Проектот треба да се реализира за 10 месеци, а инвестицијата од Министерството за труд и социјална политика изнесува 4,2 милиони денари. Капацитетот на градинката е 20 деца. Почитувани, новата 2020 година ја стартуваме со конкретни инвестиции во инфраструктурата од околу 97 милиони денари. Остануваме посветени на нашата цел – подобар квалитет на животот на нашите сограѓани. Ви благодарам.